Понеделник, 12 мај 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните случувања во Вардарскиот регион. Следете не. Ке се поставува еластична заштитна ограда на велосипедската патека Марена Глишик. Проектот е во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, а оградата е донација од нивна страна. Безбедноста на сите учесници во сообраќајот отсекогаш била примарна цел во општина Кавадарци. Токму затоа се започна со поставување на метални столбчиња за еластична заштитна ограда во должина од 500 метри на ново изградената пешачка патека Марена Глишич, а со цел зголемена безбедност на сите учесници во сообраќајот. Овој проект е во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, односно оградата е обезбедена како донација од нив, а општина Кавадарци ќе ја монтира во соработка со територијалната противпожарна единица Кавадарци и јавното претпријатие Комуналец. Стационарот Шепа ги доби своите први станари. Кученцата, откако ќе поминат низ хуман третман и здравствена заштита, ќе бидат достапни и за вдомување. Стационарот Шепа Кавадарци излезе со официјално соопштение за своите први станари. Станува збор за 4 кученца кои се заловени на 2 локации во Кавадарци, и тоа во паркот Полана и на плоштадот во Кавадарци. Кученцата ќе поминат низ процесот на хуман третман и здравствена заштита кој вклучува стерилизација, односно кастрација, вакцинација против беснило, тест за лаишманија, дехелминтизација и чипирање. Откако ќе го поминат хуманиот третман, ќе бидат достапни и за вдомување. Кученцата, доколку не се вдомат, повторно ќе се вратат на локацијата од каде што биле заловени. Генералка викенд со позитивна оценка во сите општини од Тиквешкиот регион. Во Неготино и Градско, покрај вработените во општината, во акцијата се вклучија најмладите, како и голем број на јавни претпријатија и други институции. Акцијата Генералка викенд 2025 е една од активностите кои се спроведуваат за подигнување на јавната свест за потребата од собирање и рециклирање на отпадот и позитивно влијае на зачувување на животната средина. Во цела Тиквешија, во сите општини, акцијата помина во извонредна атмосфера и заслужува преодна оценка. Во општина Неготино, голем број граѓани, здруженија, јавни претпријатија и други институции активно се вклучија во акцијата давајќи собствен придонес за почисто Неготино. Се собираше и селектираше отпад на повеќе однапред утврдени локации, а во активностите беа вклучени и вработени во локалната самоуправа, територијалната противпожарна единица Неготино, ловното друштво, младите фудбалери на ГФК Неготино Young Boys, учениците од 4 училишта во општината, јавното претпријатие Комуналец и дневниот центар Порака, како и други заинтересирани граѓани. Жителите на општина Неготино слободно можеме да кажеме дека и повеќе од успешно го положија испитот. Ова акција успешно се реализираше во општина Градско, каде како организатори и реализатори се јавија вработените во општината, јавното комунално претпријатие Клепа и општинското основно училиште Даме Груев. Во теренските активности беше опфатен потегот од регионалниот пат Градско-Стоби и излетничкото место на Подлешкото езеро. Покрај овие локации во сите училишни дворови на училиштето Даме Груев се собра отпадот и се подигна еколошката свест за одговорност кон животната средина. Третпартиски активист на СДСМ фатен со дрога. Петрушевски од ВМРО ДПМН на пресконференција праша во што се претвори СДС, во здружение на наркодилери и конзументи или во нивен заштитник. Венко Филипче и СДС молчат за третпартиски активист фатен со дрога во последните неколку месеци. Во што се претвори СДС? Здружение на наркодилери и конзументи или нивен заштитник. Имено, пред 3 дена
Слаѓан Марковски од Гостивар, активист на СДС, е фатен со 12 пакувања кокаин и кеш. Ова е трет партијаш по Јон Фрчковски и Андон Стојков, кој за само неколку месеци е фатен со дрога. Дали СДС и Венко Филипче ќе се откажат од Слаѓан Марковски или ќе се кријат како што се крија за Андон Стојков? СДС е партија која се претвори во заштитник на криминалци. Венко Филипче има шанса и денес да се откаже од наркодилерите во неговите редови. Ако тоа не го стори, повеќе од јасно е дека нема интерес од тоа и дека интересот се крие во нешто друго. Филипче нема никакви инвестиции, ниту имот во Обединетите Арапски Емирати. СДСМ излезе со официјално соопштение за јавноста во кое се вели: ВМРО-ДПМН во целосна безидејност продолжува да лаже, иако председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Венко Филипче, јасно кажа дека не поседува никакви инвестиции, ниту имот во Обединетите Арапски Емирати. Филипче поседува виза која не е добиена на основ на никакви инвестиции или собственост на имот. ВМРО-ДПМН, наместо да лаже во континуитет и да се обидува да дефокусира, треба да почне да реализира нешто за граѓаните кои од оваа власт, освен неспособност, лаги и напади на опозицијата, ништо друго не виде веќе цела година. Во дневникот информации и од Комисијата за енергетика и водни услуги. Од полноќ нови цени на нафтените деривати. Бензините се покачуваат за половина денар, а дизелот се намалува за половина денар. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек кај бензините за 0,847%, кај дизелот има намалување за 1,511%, кај екстра лесното масло исто така има намалување за 1,181% и кај мазутот намалувањето е за 2,906%. Врз основа на овие цени, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,21% во однос на одлуката од 5 мај. Малопродажната цена на евродизел се намалува за 0,5 денари. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се зголемуваат за половина денар по литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство не се менува. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 0,592 денари. Се напоменува дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 0001 часот на полноќ на 13 мај 2025 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт може да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени. Новите цени од полноќ ќе изнесуваат: моторен бензин Евросупер БС 95 73,5 денари по литар, моторен бензин Евросупер БС 98 75,5 денари по литар, дизел гориво 64,5 денари по литар, масло за горење екстра лесно 65 денари по литар и мазут М1 35,450 денари по килограм. Од билтенот на МВР повторно со неколку збиднувања од град Кавадарци. Фатен затвореник, пожар во сендвичара и возење во алкохолизирана состојба. Според билтенот на МВР, на 11 мај, во 21 часот и 10 минути, полициски службеници од ОВР Кавадарци го привеле 36 годишниот ЖС од Кавадарци, кој бил баран поради бегство од казнено поправна установа затвор Штип. Тој бил спроведен во установата за доиздржување на казната.
На 11. мај во 18 часот и 20 минути во Овара Кавадарци било пријавено дека на улица Илинденска во Кавадарци настанал пожар во сендвичара. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица Кавадарци. Увид на местото извршила увидна екипа од Овара Кавадарци. На 11. мај во 17 часот и 10 минути полициски службеници од Овара Кавадарци го лишиле од слобода ГТ, 44 години од Кавадарци. Тој, управувајќи возило Голф со кавадаречки регистарски ознаки на регионалниот пат Кавадарци-Дреново кај местото викано Рамниште, изгубил контрола и излетал од патот. ГТ бил задржан во полициската станица, а од извршените проверки било констатирано дека го управувал возилото со 2,52 промили алкохол во крвта. Известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило. Денеска се одбележа 81 година од загинувањето на првоборецот Мара Димова Анка. Таа со своите дела, особено во Тиквешкиот регион, остави голем белег во борба за слобода на македонскиот народ. Денес се навршуваат 81 година од убиството на првоборецот Мара Димова Анка. Родена е на 8 јули 1918 година во Кавадарци, во земјоделско семејство, кое не било во состојба да ја овозможи да се стекне со повисоко образование. Со цел да му помогне на своето семејство, по завршувањето на основното училиште се вработува како монополска работничка во тутуновиот комбинат. Мара Димова, уште во 1937 година, во монополот се бунтувала против големата експлоатација на работната рака и малите надници. Била непопустлива работничка, жена со силен карактер. Не се борела за себе, туку за сите работници за подобри услови за работа. Во напредното младинско движење се вклучува во 1941 година, кога станува член на Скоевската организација предводена од Стефан Хаджитефов Феткин. Учествува во штрајкот на монополските работници во април истата година. Активно учествува во подготовките за изфрлање на Тиквешкиот партизански одред, кога заедно со неколку другарки, членови на активот на АФЖ од Кавадарци, изработуваат облека за партизаните, организираат собирање на санитетски материјал за партизаните кои го складираат во однапред определени куќи. Во партизани излегува во мај 1943 година во одредот Добри Даскалов, каде е одредена да работи во санитетска служба и го добива партизанското име Анка. По кратка обука во одредот, заедно со Ката Баснаркова, Ката Видикова и Маре Поп Атанасова, се задолжени за санитетската служба, која во одредот ја раководел Чиро Хаджи Василев, студент по медицина. Нејзиниот борбен пат продолжува во баталјонот Страшо Пинџур, а од декември 1943 година во втората македонска ударна бригада. Во борбата со германските војници, што ја водела втората македонска бригада на планината Бигла на 28 април 1944 година, е тешко ранета. По кратко лекување во импровизирана партизанска болница во Егејска Македонија, поради недостиг на соодветна нега и потребните лекарства, состојбата на 26 годишната Мара Димова Анка се влошува и таа им подлегнила на тешките рани на 12 мај 1944 година. Нека ја вечна славата. Продолжуваме со спорт. ГФК Тиквеш освои бод кај Шкупи и избори опстанок. Последното коло ќе ги разреши сите дилеми во првата и втората македонска фудбалска лига. И по одигрувањето на предпоследното коло останаа неколку непознаници во првата и втората македонска фудбалска лига. Второлигашите ги одиграа средбите од 29-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Арсими Македонија Џочо Петров 0-0, Охрид Брегалница 0-1, Победа Кожув 0-1, Беласица Борец 1-1, Саса Осогово 1-0, Башкими Детонит 3-2, Новац и Скопје 4-0 и Вардарски Вардар Неготино 0-3. Македонија Џочо Петров, Арсими и Башкими се на местата кои водат во повисок ранг, а Брегалница чека шанса од Фудбалската федерација.
Од лигата испаѓаат Борец и Вардарски, а Осогово ќе игра бараж за опстанок. Во првата македонска фудбалска лига на програмата беа средбите од 32-то коло. Во дербито на колото, Работнички дома загуби од Вардар со 0-1, а Силекс одигра без голови 0-0 против Пелистер. Интересен надпревар одиграа Струга и Брера, кој заврши 1-1. Во борбата за опстанок Беса доби службени бодови во дуелот со Воска, исто како и Шкендија за дуелот со Гостивар. Тиквеш успеа да си го сочува прволигашкиот статус, откако на гостувањето кај Шкупи освои важен bod играјки 1-1. Шкендија е шампион, а во Европа ќе играат уште Силекс и Работнички. Од лигата испадна Гостивар и Воска, а во последното коло ќе се реши дали Беса или Брера ќе играат бараж за опстанок. Третолигашите од групата Југ ги одиграа средбите од 25-то коло. Младост Превалец 2-1, Росоман Бучин 6-2, Питогули Дреново 2-2, Венец Башкими 2-2 и Големо Конјари Влаз Ними 10-1. Во ова коло слободни беа екипите на Ултраси и Слога Лажани. Големо Конјари како шампион ќе игра бараж за влез во втората лига. Тиквеш Голден Игл со домашни кошаркари го загуби последниот надпревар сезонава, кај девојките Баскет Кам и Крива Паланка ќе разигруваат за титулата. Во првата македонска кошаркарска лига стартуваа полуфиналните возбудувања. Во првите дуели МЗТ го декласираше Куманово со 81-64, а ТФТ го совлада Работнички со 98-90. Во плей-аут фазата се одигра последното шесто коло. Тиквеш Голден Игл во салата Јасмин, буквално со своји деца, без странци, загуби од Шкупи со 79-92, а Гостивар минимално со 71-73 славеше на гостувањето кај Вардар. Тиквеш Голден Игл и Гостивар остануваат во елитата, а во втората лига се селат Шкупи и Вардар. Кај девојките веќе се знаат финалистите. Ќе биде интересна пресметката на истокот, бидејќи за титулата ќе се борат Баскет Кам и Крива Паланка. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме. Температурата ќе се движи во интервал од 9 до 24 степени. Ова беа настаните и темите со кои го одбележавме и денешниот ден. Веќе за утрешниот следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.